вчера бевме на браната Калиманци, денеска сум овдека се со цел да го подигнам авернесот за општата ситуација на акумулациите во Република Македонија, од она што може да го видиме и од она што можеме по заимене да го наречеме Тиквешко езеро е на една катастрофална ситуација. Иначе за мало подсетување, ако највисоката кота на Тиквешкото езеро е 265, денеска имаме кота од 246 или 20 на метри под максималната кота, тоа значи дека е на еден биолошки минимум и во една многу алармантна ситуација. Само за подсетување, оваа акумулација ги обслужува земјоделците од 5 општини во околината, тоа е Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино и Демиркапија. И ова езеро, годишните потреби на земјоделците се околу 95 милиони метри кубни вода. Со овој доток кој што го има сега езерото и со оваа ситуација, односно овој минимум кој што го има сега, речиси ќе биде невозможно да се наводнуваат земјоделските површини. Ова уште еднаш ќе сакам да потенцираме дека оној несериозен однос кој што го има власта во делот на водниот ресурс во Република Македонија, знаете 2019 беше сушна година, меѓутоа владата и сите институции надлежни не ја трошеа водата рационално. Така да денеска во оваа ситуација која што имаме премногу алармантна и за флората и за фауната, него пред се и за земјоделското производство во овој Тиквешки регион, каде што знаеме дека најголем дел од површините се под лозов насад. Инаку како што спомнав, овие 5 општини треба да се наводнуваат речиси околу 10 до 12 илјади хектари кои што опстојуваат на овие 5 општини. Јас од оваа ситуација, од овде исто сакам да апелирам на оваа алармантна ситуација дека треба уште веднаш да се преземат некои конкретни мерки со цел да се превенира ваквата состојба. Затоа што овој водостој со овој доток кој што го има моментов ќе значи една катастрофална ситуација во нареднава 2020 година. Од оние информации кои што ги добив, моментално имаме некои 7 метри кубни доток, меѓутоа она што сега моментално се испушта е некои 4 метри кубни вода. Тоа значи дека во езерото остануваат околу 3 метри кубни, што е многу малку за да се наполна акумулацијата да ги задоволи оние потреби кои што се на годишно ниво. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.